Здраво и добре дојдовте на новата серија на подкасти на ЛИД, овој пат наменети за политичка едукација на млади, но не само на млади, туку генерално и на гласачи. Во првиот подкаст ќе обработиме една интересна тема за тоа како да гласаш, односно водич за млади гласачи и за можеби не толку млади гласачи, генерално за како да гласаме пред да одиме на избори. Гостин денеска со мене е Томе Гушев, кој што е раководител на Оделението за едукација и комуникација во Парламентарниот институт во Собранието на Северна Македонија. Сега, Томе, здраво прво, драго ми е што си тука. Да, благодарам на поканата. Инаку ова ми е прв подкаст, така да се надам дека ќе биде позитивно искуство на крајот. Супер, драго ми е. Сефтето го пробам со тебе. Да, мислам дека имаш многу што да кажеш. Може ли само на почетокот во една минутка да објасниш што е парламентарен институт, пошто мислам дека луѓето не толку се информирани за овој дел од собранието. Парламентарниот институт е посебна организациона единица која што е во склоп на стручната служба на собранието, сочинете од два сектора. Едниот сектор е сектор за истражување и анализа, и мојот сектор, секторот за едукација, комуникација, библиотека и сега со најновата систематизација и статистика. Јас сум и секој сектор, за оние кои што не знаат, немале можност да видат органограм на една институција, секој сектор е составен од две или повеќе одделенија, така да во парламентарниот институт секторот за што прави парламентарниот институт? Парламентарниот институт пред се е служба наменета како истражувачки центар кој што на пратениците им обезбедува објективни, навремени, точни истражувачки работи, и тоа може да го прави по сопствена иницијатива, значи проактивно, да следи динамиката, да следи што се случува во владата, бидејќи на крајот на денот владата е најголемиот подносител на закони, меѓутоа и да работи по барање на пратениците, и најчесто моите колеги од секторот работат по барање на пратениците, значи тие истражуваат, анализираат и им помагаат на пратениците подобро и полесно да ја завршат своите задачи. Исто така во склоп на парламентарниот институт постои и мојот сектор, секторот за едукација и комуникација, кој што пак работи на едукација на различни целни групи. Работиме на комуникација на пратениците, бидејќи тие ни се на некој начин клиенти во собранието, работиме со нивните асистенти во собранието или така наречените надворешни соработници. Значи на секој 5 пратеника во собранието им следува еден таков надворешен соработник, асистент, исто така целна група ни си асистентите во нивните комуникации за контакти со граѓаните во оние локални канцеларии на локално ниво. Меѓутоа верувам дека за овој наш подкаст ќе биде поинтересна едукацијата која што вршиме спрема општата јавност. Значи ние работиме на едукативни, организираме едукативни настани, имаме развиени едукативни програми за граѓаните, пред се за учениците од основно, учениците од средно образование, за студентите. Во склоп на едукативните активности тука спаѓаат и затоа сме многу популарни и оние организирани посети на собранието, за кои што може да се пријават сите заинтересирани граѓани, меѓутоа најчесто како наши гости во законодавниот дом се учениците од основно, средно образование и студентите, меѓутоа и секој заинтересиран граѓанин, доколку го гледа нашиот подкаст, значи може да дојде на веб страната на собранието и да стапи во контакт со нас, да ни пише на мејл и да организираме обиколка на собранието и да ги разгледаме организирано најубавиот дел од собраниската зграда. Ќе научиме повеќе за историјата на македонскиот парламентаризам, за историјата на самата зграда, ќе направат хубави фотографии од законодавниот дом, можеби ќе се сретнати со некои пратеники, ќе имаат можности да поразговараат со пратениците. Така да отворена е вратата за сите заинтересирани граѓани. Може би понатаму ќе разговараме и за едукативните активности подетално кои што ги правиме за учениците од основно и средно образование, бидејќи на некој начин
делиме иста пасија со вашата организација, имам иста целна група. И вие како организација и ние како собрание сме дел од неформалното граѓанско образование, кое што сметам дека исто така имаме голема улога и голема одговорност за политичката едукација на младите, да развиеме демократски компетенции кај нив, да работиме на политичката писменост и слично. За разлика од формалното образование, ама верувам дека понатаму ќе разговараме и ќе отвориме и такви прашања околу демократските компетенции на младите и дали има можност за подобрување, дали има потреба од едукација, политичка едукација. Тоа мене повише ме интересира. Знам дека правите едукација, супер се посетите на собранието. Пред се многу се едукативни, второ даваат многу политички бекграунд и историски бекграунд, што ако го поврзеш и го ставиш во контекст, те освестуваат некако и ти даваат убав инпут како млад човек. Сега, во текот на годината поминуваат покрај тебе, би рекол 1000 луѓе, 1000 млади луѓе кои што може би повеќе, не знам. Повеќе. Минатата година имавме повеќе од 10.000 посетители и од тие 10.000 може би 90 и повеќе проценти беа млади луѓе. Колку според тебе младите се политички едуцирани врз основа на прашањата што ги поставуваат, а и ти што им ги поставуваш прашањата на нив, пошто знам дека им поставуваш многу прашања. Која е твојата перцепција? Перцепцијата моја е дека младите се политички едуцирани, меѓутоа не доволно политички едуцирани. Знаеме дека главниот извор на информации кај младите луѓе се социјалните мрежи, социјалните медии, многу често тие се среќаваат со полувистини, дезинформации, лажни вести и слично, и мислам дека демократските компетенции кај младите луѓе, значи демократската политичка култура е на едно релативно ниско ниво и мислам дека затоа се потребни повеќе овакви едукативни активности наменети за нив. Значи тие мислам дека проблемот со младите луѓе е дека се свесни за проблемите кои што ги обкружуваат, меѓутоа не знаат како институционално да се фатат во коштец со тие проблеми. Значи затоа треба да работиме на и нашиот став е таков, ние исто работиме на политичка едукација. Сега многу ни беше тешко да најдеме гостин за ваков подкаст, бидејќи многу малку чинители во земјата работат на политичка едукација. Значи од луѓето кои што работат е ДИК, кој што има исто така курсеви за млади, за како да гласат, но некако мислам дека не се доволно достапни тие до младите луѓе. Не знаат младите луѓе дека има таму нешто за нив од едната страна. Другиот медиум преку кој или пак канал преку кој што треба да се информираат се училиштата, а таму политичката едукација е речиси на нула сведена. Третиот канал е семејството. Сега колку па и возрастните се политички едуцирани за да можат да ги едуцираат децата. Така да од целови список на луѓе и чинители што работат на политичка едукација, а се малце, како младите да се едуцираат политички за да можат да гласаат информирано? Што им останува? Им останува сите и вие во невладиниот сектор и ние, нели, како делот, вие од цивилното општество, ние како представници на политичкото општество, инаку Иван, мислам дека, кога спомна дека мал број на луѓе го прават тоа, мислам дека сме единствената институција, поправиме ако грешам, единствената државна институција која што нуди овакви едукативни програми наменети за младите луѓе. Мислам дека нема таква активност ники председателот на државата, дека нема во влада, дека нема ни на локално, дека нема ни на локално ниво. Да, малку сме ние што работиме во политичката едукација, меѓутоа сликата е многу подобра од времето кога јас и ти бевме ученици. Во наше време немавме граѓанско образование како дел од формалното образование, така да верувам дека и ти како мене, не знам дали, она што ние гучевме за политиката, за принципот на активно граѓанство, гучевме како дел од неформалното образование.
преку разни обуки, семинари, работилници во склоп на нели кои што ги организираа невладините организации, домашни, меѓутоа многу често и странските организации. И јас моето знаење за политичкото образование морав да чекам дури на факултет. Да се запишам на факултетот за политички науки, кој што за среќа или за жал е под правниот факултет Истинијан први во Скопје. Во мое време тоа беше единствениот факултет кој што нудеше политичка, кој што имаше факултет за политички науки. И да станам она што нели хрватите го нарекуваат професор по демократија, така да сум еден од ретките луѓе во нашата држава кој што работи нели на струка. Во мојата секојдневна работа го работам тоа. Инаку го спомена Државната изборна комисија и за оние интерактивни квизови кои што ги има направено. Пред да дојдам тука кај тебе на подкаст, го поминав оној квиз, мислам дека со АИФЕС, во соработка со АИФЕС, со Меѓународна фондација за изборни Меѓународната системи. фондација, да, за изборни системи. Така кога сме кај АИФЕС, да го поздравиме Дејан Димитриевски, нашиот заеднички пријател. Мислам дека Дејан и неговите колеги од АИФЕС работат на тоа, помагаат на Државната изборна комисија, има многу добри едукативни материјали, има интерактивни ставени кои што завршуваат на крајот со еден квиз и морам да ти признавам, Иван, имав 7 од 9, така да не го положив, многу интересен. Меѓутоа, освен тоа мислам дека треба повеќе проекти, дека треба повеќе институции да работат на тоа, дека формалното политичко образование нели она што е во склопот на граѓанското образование не е доволно и дека треба дополнителни активности да се работат. Ако ги видиме оние статистики за состојбата нели со лажните вести, ќе видиме дека младите во нашето општество се на самото дно. Значи се многу подложни на дезинформации, на полувистини, на лажни вести, значи освен што ги креираме, знаете дека мојот роден град е од многумина прогласен како capital of fake news, меѓутоа не само што ги креираме, туку и сме подложни на влијание. Не знаеме да доцениме релевантен извор и слично. Затоа мислам дека треба низ годините да се работи на политичка едукација на младите, дека проекти ваков како вашиот и она што ние го работиме секојдневно, дека се повеќе од потребни и во голема мера дека му помагаат на формалното политичко образование. Инаку, кога сме веќе кај формалното образование, за жал тоа се изучува само во основното образование на последните години од основно образование и во стручните средни училишта. Значи гимназиите не изучуваат, така да да ги искористам и оваа платформа нели да апелирам до Министерството за образование и наука, до Бирото за развој на образование, можеби треба да се размисли граѓанско образование да биде дел и од гимназиското образование. Нивниот аргумент е дека нели тие слични некои такви теми, меѓутоа не исто се покриваат со предметите филозофија, социологија, етика, логика и слично. Да се вратам на твојот контакт со младите луѓе кои што доаѓаат на тие едукативни тури. Што вака најмногу ги интересира, а може да се поврзе со политичката едукација? Ние правиме голем број на едукативни активности. Имаме еднодневни семинари кои што ги имаме крстено демократијата и собранието и за них зборуваме, имаме повеќе сесии, а меѓутоа првата сесија е политичка писменост, значи демократијата и активната граѓанска. И верувал или не, Иван, и во 2025 година се уште зборуваме за демократија, за либерална демократија, за видови на демократија и слично, и го промовираме принципот на активното граѓанство. Им кажуваме на учениците. Мене ме интересира што тие прашуваат. Што најмногу ги интересира? Ги интересира како функционира собранието. Добро, значи не знаат како функционира собранието. Не знаат, например, дека носители на суверенитетот според уставот, нели највисокиот акт се граѓаните, дека граѓаните. Што друго не знаат според тебе? Не знаат како функционира собранието. Што друго не знаат?
односот помеѓу властите Океј. во Ингеренциите, државата, уствари, како... ингеренциите, Океј, добро. да. Друго нешто вака што тие што можеме да го извадиме како заклучок, што е? Има некој од основно училиште, доаѓаат подготвени на тоа, имаат солидно познавање и за политичкиот систем и како функционира политичкиот систем, како се бираат пратениците, како се бира владата и другите функционери во владата, нели, и општо незначените функционери. Имаме средношколци кои што им фалат овие работи. Значи речиси не знаат ништо. Проблемот можеби со овие едукативни семинари е што кај нас доаѓаат најдобрите, елитата од училиштата, например, на едукативните еднодневни семинари Демократијата и собранието покануваме 6 училишта, доаѓаат со 5 ученика. Така да верувам дека процесот на избор на тие ученици дека ги бираат најдобрите. Малку аристократски избор, не е баш. Да, што можеби демократски представници, не е баш не сме направиле убаво, кога ќе дојдат учениците на синдикатите, значи покажуваат солидно познавање кое што само го надградуваат на нашите едукативни семинари. Имаме на многу добра активност, тоа е симулација на законодавна постапка наменета за ученици од средните училишта. Значи тие влегуваат во чевлите на пратениците, ние им нудиме како парламентарен институт, како одделение за едукација и комуникација во склоп на едукативната активност имам став 9 полиси проблеми. Младинска невработеност, иселување на младите, проблемот со кучињата, скитници, значи секогаш бираме да бидат булингот исто е опфатен. 9 многу актуелни теми за нив, тие избираат 3 и во самите училишта им даваме нели насоки како да се подготвуваат, тие во самите училишта подготвуваат решение за овие, ќе изберат 3 од тие полиси проблеми, ќе формираат 3 комисии, значи оние комисиските расправи се одвиваат во училиштето, дискутираат, дебатираат, доаѓаат со решение во собранието. И она што можам да го видам, Иване, дека навистина младите луѓе, а инаку како ние го имаме направени како компетитивен карактер има таа едукативна активност, а како суди покануваме секогаш пратеници во собранието и коментарот на пратениците е дека навистина учениците од средно образование покажуваат повисок степен на политичка култура, значи имаат осет за делиберативна демократија, многу често се случува да гласаат и за предлозите кои што доаѓаат од нивните политички противници, кое што ако гледаме седница на собранието не се случува и слично. Ама проблемот е што тие млади луѓе најчесто се преокупирани со нивната иднина, или како и секој млад човек, дали да продолжат со формалното образование во нашата држава, можеби да бараат место во некој од познатите универзитети. Значи многу често тие млади луѓе својата иднина ја гледаат во странство. Така да тоа е проблемот со. А кажи ми вака, според тебе. И затоа не можам да дадам одговор дали оние ученици кои што доаѓаат се брилијантни, покажуваат зрелост, висок степен на политичка култура, ама не би рекол дека сите ученици се такви. А од оние ученици кои што доаѓаат на организираните обиколки, таму не се бирани, туку доаѓаат цели одделенија, цели класови, можеме да видиме дека некои ученици не ги интересира воопшто политика, не знаат што значи пратеник, што значи зборот собрание, или дека е собир пратеник, дека е некој кој што праќаме, како се праќаат пратениците, зошто се праќаат, кој го избира премиерот и министрите, како треба да се врши политичка контрола на тоа. Океј, што треба според тебе еден млад човек да направи? Замисли еден просечен млад човек што генерално не е информиран за како се гласа, како да се информира, што треба да се информира. Што треба да направи за кога ќе дојде на гласачкото место и да заокружи што да гласа, информирано гласа? Пред да тргне на гласачкото место, тоа може и уште денес да го направи, може да провери дали тој млад човек го има во избирачкиот список. Мислам дека од 22 август ажурираниот избирачки список е веќе достапен и можат оние, посебно овој апел се однесува до оние кои што првпат
а ќе го искористат своето право на глас, значи може да проверат дали се воопшто запишени, доколку имаат важечка лична карта, може да проверат дали ги има во избирачки список. Многу едноставно, нека напишат избирачки список.gov.mk или веќе одат на веб страната на Државната изборна комисија, има линк кој што ќе ги однесе директно до таму, треба да го напишат својот матичен број, само ќе им даде еден код кој што е од 6 бројки, не е многу сложен и ќе видат дали се запишени. Ако се запишени, ќе добијат информации во кое избирачко место гласаат, на која улица се наоѓа, дали е дел од некој објект, од некој училиште, од некоја друга установа и слично. Значи сите оние информации, ако сакаат повеќе да истражуваат, може да добијат дури дали е пристапно за лица, нели, со количка или со некој друг инвалидитет, и за сите оние технички работи. Значи првото е тоа што ќе го направат. Кога ќе видат дека се веќе и доколку не се во избирачкиот список, а сакаат да го остварат своето право на глас, може тоа да го направат или во некое подрачно деление на Државната изборна комисија, меѓутоа младите луѓе верувам дека им е полесно по електронски пат тоа да го направат или да пристапат директно по електронски пат, да им пишат на вработените во Државната изборна комисија за да ги внесат во тој избирачки список. Потоа треба да ги следат. Сега не знам дали да ги видат, да ги прочитаат програмите на политичките партии и да се информираат, бидејќи локалните избори, сега зборуваме за локалните избори, за престичките локални избори, да. На локалните избори тие некако се највеќе инволвирани во нивниот секојдневен живот. Да видат какви се програмите, например, ако некој и сега можеме на почетокот да кажеме дека категоријата млади, нашиот закон за млади ја дефинира како лица од 15 до 30 години, така? 29, до 29. Така многу, значи не е исто, не се исти проблемите на младите од 15 години кои што се уште се во процесот на средното образование, на младите кои што се дипломирани и кои што бараат работа и нели ти малку постарите кои што веќе имаат формирана фамилија. Значи имаат различни проблеми, па може тоа што моментално ги тангира, кои што се заинтересирани, може да проверат дали го има во програмите на политичките партии. Доколку се тази дипломирани и бараат активно работа, може да проверат какви се политиките, доколку ги има за вработување. Доколку се млади родители со дете, ќе видат дали во програмите политичките партии обезбедуваат градинки, каков е системот за образование, значи како е комуналното, каков е пристапот до тие градинки, до тие училишта, дали може би има некој проект кој што ќе им помогне полесно да дојдат до својата прва куќа, до првиот стан. Значи секој може да си го најде полетен интерес. Исто така може би по нивната идеолошка ориентација да видат која би им била поблиску. Значи тоа би требало да го има во програмите на политичките партии. Ќе бидеме бомбардирани сега кога ќе почне изборната кампања, може да ги гледаат спотовите, може да ги следат дебатите кои што ќе бидат на телевизиите, во кои што директно ќе се соочат кандидатите за градоначалници, кандидатите, оние носители на советничките листи, верувам. Така да пред да излезат да гласаат, може убаво да анализираат и да видат и да гласаат за онаа опција која што мислат дека е најблиска до нивните потреби и до нивниот вредносен систем. Да, значи да проверат на ДИК, да обавезно да ги прочитаат програмите на политичките партии, да видат што има таму. Она што го спомнавме, да одат на кога се веќе ки Државната изборна комисија, кога ќе проверуваат дали се во избирачки список, да ги разгледаат и едукативните материјали. Има прирачник за млади гласачи, има интерактивни квизови, навистина многу може да се научи од тоа. И мислам дека сите дилеми кои што ги имаат околу гласањето, околу самиот чин, дека ќе и поменати дека на денот на гласањето, мислам дека на 19 октомври, така се закажани изборите, дека ќе излезат на тоа запамтив бидејќи името ми е мена на 19 октомври, Светиот апостол Тома, инаку сум председател на избирачки одбор. Така да ќе треба да се подготвам и за частење таму за другите членови на избирачкиот одбор. Да, пошто бидејќи ние како избирачки одбор сме дел од тој систем кој што е заложен за спроведување на изборите. Не е само Државната изборна комисија,
не е само изборната комисија на град Скопје, не се само општинските изборни комисии, туку мислам дека важни се избирачките одбори. Но ние едукативни материјали можат да видат и како има симулација направена на самиот чин. Значи, кој членуваат во избирачкиот одбор, кој член на избирачкиот одбор зашто е заложен, кој ги проверува картите, кој работи со системот за биометриска идентификација, кој ги издава ливчињата и слично. Така да мислам дека добра работа имаат направена од Државната изборна комисија. И АФС со овие едукативни материјали, па топла препорака, доколку сакаат граѓаните, а не се чувствуваат дека се спремни за гласање, можат да ги видат, да ги прочитаат, на крајот да го направат квизот и се надевам дека ќе имаат подобар резултат од мене. И последно прашање за тебе, што како општество треба да направиме за да ги подготвиме младите луѓе да бидат информирани гласачи? Па, младите... мислам дека треба да се работи на политичка едукација. Каде? Да знаат дека е важно. Па и како дел од формалното образование, треба на училиштата ти преескубаво ги наброја сите фактори на социализацијата, меѓутоа и во неформалното образование. Преку невладиниот сектор, преку проекти, да си ги знаат своите права. На крајот на денот, јас секогаш на оние кои што ќе дојдат ученици и студенти им го цитирам Платон, кој што вели дека вие може и да не се занимавате со политика, на секогаш ќе постои опасноста да бидете владеани од поглупавиот и понеспособниот од вас. Им го цитирам и Ганди, кој што вели дека бидете вие промената која што сакате да ја видите во општеството. Мислам дека либералната демократија, не само кај нас, туку генерално, глобално, е во мала криза, многу авторитативни тенденции се појавуваат и слични. Мислам дека се потребни едукативни активности, како нашите, ние што го правиме собранието, ова вие што го правите постојано во невладиниот сектор и слично, да зборуваме за либералната демократија, да кажуваме зашто е најзначајната, кои се предностите на гласањето. Знам дека младите лица се соочуваат со многу прашања кои што им се вртат во главата пред да гласаат, дали мојот глас вреди, дали има опција која што ги застапува моите интереси, што ако не излезам. Меѓутоа мојот совет би бил подобро да излезат и да стават празно ливче, тоа ќе значи дека се дел од системот и дека сакаат системот да работи и да ги подобри нивните. Што е подобро? Пример, ако има млад човек што не сака за никого да го даде гласот, има бунтовност во себе, и дали е подобро да не гласа за никој или да шкртне некој таму 18 што не го ни познава? Па според мене мислам дека е подобро да секако ќе биде неважачко, да направи неважачко без разлика дали ќе биде празно, дали ќе ги пречкрта сите или ќе допише некој, не знам, суперхерој или некој актуелен лик. Меѓутоа е важно да излезе. Тоа е сигнал на политичките партии дека младите луѓе излегуваат избори и да бидам искрен, Иван, не само во Македонија, туку и во регионот, меѓутоа и на светско ниво се помалку и помалку млади луѓе излегуваат на избори. Тоа е еден магепсан круг. Можеби не излегуваат на избори затоа што политичките партии во своите програми не посветуваат доволно внимание за младински политики и слично, меѓутоа тие не посветуваат внимание од друга страна партиите, бидејќи младите не излегуваат на избори и се фокусираат на оние кои што излегуваат на избори, на пензионерите. Знаеме, кај нас и во регионот, тие се оние кои што излегуваат. Доколку повеќе млади луѓе излегуваат на избори, тоа е сигнал на политичките партии да посветат повеќе внимание. На претходните локални избори, ако не се лажам, имавме само 3 млади кандидати за градоначалници, од кои што 2 и стана. Тоа е добро, меѓутоа 3 од колку има општини, мислам дека е премал бројот. Така да мислам дека треба да излегуваат на избори и дека самото излегување на избори ќе им даде сигнал на политичките партии да посветат повеќе внимание во своите предизборни програми за младите. Во некои земји намален е и бројот на
годините кои што се потребни за да се излезе на гласање. Значи границата е спуштена на 16, ама тоа е веќе друго прашање за друга некоја дискусија и дебата. Океј, Томе, фала ти многу за отворениот разговор, за искуствата што ги сподели, за мислењата и за насоките кон младите луѓе за како поинформирано да гласат. Ние како организација се трудиме, веќе 5 години работиме да ги едуцираме, да го разберат системот, ги поттикнуваме да читаат програми, за да на крај нели кога ќе дојдеш да знаеш зошто гласаш, не да гласаш од тоа што си слушнал на телевизија или тоа што можеби некој ти посочил за кого да гласаш. Фала ти многу уште еднаш и ние секако остануваме во контакт и ќе бидеме во комуникација. Ти благодарам и баш, ти благодарам многу на поканата, баш убава беше можноста да се потсетам на моите први избори пред, не знам дали да кажам, години пред 25 години на 10 септември во 2000 година, токму локалните избори беа првите избори на кои што како тогаш 18 годишни го имав правото на глас и да бидам искрен, Иван, многу бев возбуден тогаш околу тоа. Јас бев од оние кои што со нетрпение чекав да излезам и да го дадам мојот глас на една од тие опции. Ти благодарам што ме потсети на тие убави. И мислам дека првите избори се многу важни, како ќе тргне со првите избори постојано. И мислам дека немам пропуштено до сега избори без разлика дали се локални, дали се председателски или парламентарни избори, да не излезам и да не го остварам своето право на глас. Те е апел до сите млади луѓе, излезете, размислете и дадете го својот глас. Okay, за една од опциите.